Почитувани, инвестицијските патишта водат кон општина Илинден како резултат на прогресот во привлекување и ефектуирање во реализација на инвестиции. Оптимално искористување на можностите и ресурсите во овозможување на поволни услови за влез на нови инвеститори и поддршка на постојните стопански субјекти. Водечките индикатори за локален одржлив економски развој покажуваат зголемување на бројот на инвестиции и отворање на нови, реални, слободни работни места. 70 нови членови на бизнис семејството во изминативе 4 години ги реализираа своите инвестиции во општина Илинден, го следат континуитетот на инвестицијскиот циклус во кој од 2008 година до денес реализирани се вкупно 180 инвестиции, од кои 33 странски директни инвестиции, додека невработеноста која во 2008 година изнесуваше 38%, денес изнесува 6%. Во согласност со нашите континуирани заложби за голема транспарентност, комуникација и интерактивност со граѓаните, продолжувајќи ја досегашната практика, подготвивме отчет за реализираните проекти во општина Илинден за периодот 2013 до 2017 година. И покрај многобројните предизвици во изминатиот 4-годишен период, користејќи ги нашите расположиви потенцијали, искуства, знаење и капацитети, целосно се насочивме кон реализација на планираните проекти со цел обезбедување на одржлив, економско-социјален, рамномерен развој и просперитетна иднина на целокупното население во општина Илинден. Нашата определба во изминатиот период беше и останува интензивирање и развојот на економската инфраструктура, особено подобрување и изградба на локалната патна инфраструктура, изградба, санација, реконструкција и рехабилитација на општински улици и патишта, кои се протегаат на должина од 275 километри низ целата општина, како и подобрување на инфраструктурата во локалните економски зони и стопанските комплекси. Изградивме 47,3 километри локална патна инфраструктура во текот на последните 4 години, со што се придонесе за рамномерен развој во општината Илинден. Изградбата, рехабилитацијата, санацијата и реконструкција на локалните патишта е од големо значење за локалното население, се олеснува комуникацијата, значително се подобрува безбедноста на сите учесници во сообраќајот, за што инвестиравме 300 милиони денари. Изградивме 8 нови мостови, од кои 6 пешачки мостови, како дел од проектот изградба и реконструкција на 10 мостови. Во делот на заштита на животната средина, во рамките на проектот за изградба на систем за прифаќање, третман и одведување на отпадните фекални води од домаќинствата, за кој инвестиравме 150 милиони денари. Изградивме 4 пречистителни станици со капацитет од 1250 еквивалент жители и канализацијски систем во должина од 16.000 метри во населените места Илинден, Марино и Кадино. Со цел обезбедување на квалитетни и ефикасни комунални услуги за потребите на граѓаните и на стопанството, набавивме 2 нови специјални комунални возила за собирање и транспорт на комунален отпад и едно специјално возило за зимско одржување на улиците и патиштата. Целосно е намалено загадувањето од рафинеријата за нафта Окта, ги изголемивме зелените површини и извршивме пошумување на повеќе локации во општината. Ревитализиравме повеќе локации на деградиран простор и отстранети се дивите депонии, со што придонесовме за подобрување на животната средина и условите за живење на граѓаните. Изградивме и пуштивме во употреба нов објект на амбуланта во Миладиновци, која опфаќа 4500 жители од 6 населени места – Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и Делјадровци.
и извршивме уредување на просторот околу амбулантата во населба Илинден. Создавајќи услови за просперитет на иднина на населението и заедницата во делот на детската заштита, со цел зголемување на капацитетот за згрижување на деца од предучилишна возраст, излеговме во пресрет на потребите на граѓаните и изградивме нов дел и ја проширивме детската градинка Гоце Делчев, која сега има површина од 2000 метри квадратни и капацитет за згрижување на 400 деца. Во областа на образованието, отпочна со работа првото средно општинско стручно училиште Илинден, со што во општина Илинден за прв пат се воведе средно образование, со насоки за електротехничка струка, информатика, комуникацијска технологија и автоматика. Воведувањето на средно образование е резултат на изградба на новата училишна зграда со површина од 2300 метри квадратни, која представува високо енергетско ефикасен објект со иновативен пристап и воведени нови технологии и еколошки материјали, греење и ладење со алтернативни извори на енергија, со искористување на топлинската енергија од подземните води. Годинава своето 4-годишно средно стручно образование го завршува првата генерација на ученици кои ќе можат да се вработат во компаниите во кои ги реализираат своите практични настави, со кои општината и училиштето имаат склучено договори за соработка. Во 2016 година изградивме 2 нови домови на култура во населените места Марино и Миладиновци, со што денес жителите на сите 12 населени места во општината имаат свој простор за општествено делување, а го реализиравме и уникатниот, единствен и оригинален проект Паркот Галерија на отворено, кој опфаќа уредување на Домот на култура Илинден. Како дел од проектот за чистење, нивелирање и одржување на отворените одводни канали, континуирано, машински и рачно се чистеа 120 километри на каналската мрежа во општина Илинден. Подобрувањето на квалитетот на живење и животниот стандард на жителите од сите 12 населени места Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Миладиновци, Делјадровци, Бујковци, Мршевци, Текија, Бучинци, Бунарџик, Ајватовци, преку реализација на значителен број на проекти, представува наша заедничка определба. Почитувани, предизборниот период представува акумулација за нов инвестициски циклус кој ќе следува во општина Илинден. Да ги искористиме силните страни на општина Илинден.